Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе поразговараме за големата лага за CBDC и како истите ќе ви бидат продавани. Односно ќе направиме краток осврт на тоа што моментално се случува во светот, како тоа наеднаш сите светски организации сега прават промоција на CBDC, како и дополнително сакам да појаснам како криптовалутите се моментално демонизирани од страна на истите тие институции. Значи ќе погледнеме во исто време што зборуваат за едните, а што зборуваат за другите, нормално, со оглед на фактот дека едните се преферирани, и како на крајот од сето тоа криптовалутите се многу слични на приказната за интернет, кои што истите овие, да речем, стори се појавувале на почетокот дека интернет нема да успее и слично. Но останете со нас, така ќе направиме споредба, ќе видиме како се тоа изгледа. Значи јас сакам прво да ви покажам како се тоа изгледа од нивна страна и што они прават моментално за да го демонизираат едното, а продадат другото. Со тоа што прво мораме да објасниме дека CBDC, односно Central Bank Digital Currency, представуваат дигитални валути кои што директно се поседувани не од вас, туку од Централната банка, и истите ви се на некој начин позајмени, исто како и самиот кеш. Со тоа што разликата е во тоа што кешот барем го имате во раци, така, а овдека ги имате овие дигитални валути само доколку Централната банка нема проблем со вас. Во моментот кога ќе имате проблем со власта, ќе имате проблем и со Централната банка, а со тоа и нема да ги имате вашите валути во ваша рака. Со тоа што краток опис на тоа што представува криптовалута, а што представува дигитална валута поседувана од Централна банка, можеме да видиме во основните, да речем, карактеристики кои што ги разделуваат. Значи јас пред тоа имам направено соодветно видео за CBDC, погледнете назад во нашиот едукативен курс, каде што точно објаснувам што представува, каков тип има и слично, со тоа што очекувам дека повеќето од вас веќе знаат за што зборувам и нема да навлегуваме во објаснување на самата основа. Идејата е да направиме напредно видео, да видиме до каде моментално се напреднати CBDC, колку моментално проекти имаме во изработка, колку сме блиску до нивно реализирање, како и дополнително да видиме како моментално најголемите, да речем, играчи, оние огромни организации се обидуваат да го зацрнат едното, за да го промовираат другото и како ќе се обидат да ви ги продадат овие CBDC, или како одлична работа. Значи, првенствено, оно што е најбитно е тоа што, значи, ако сте гледале барем едно видео моментално во мојот канал, ќе знаете дека криптовалутите првенствено се децентрализирани. Што значи дека моќта не е поседувана од еден субјект, без разлика дали е тоа лице, банка, институција, компанија, што и да е. Додека за разлика од тоа дигитални валути кои што се поседувани од Централната банка, се поседувани од Централната банка. Што значи дека има целосна контрола над сите валути кои што се на некој начин ставени во оптек на приватниот леџер. Така, значи ова е јавен леџер, ова е приватен. Ќе поразговараме и за тоа. Значи requires verification, partial anonymity. Requires verification, тоа значи дека без верификација и без соодветен EID, она што разговаравме во претходното видео за тоа како планираат да не заробат едноставно, значи во спротивно на тоа имате partial anonymity, каде што многу често се случува да не ви е потребен никаков тип на идентификација. Значи вие ако имате не знам hard wallet, cold wallet, вие може да пратите на друга, да речем, адреса, директно од вашиот cold wallet, без при тоа да ви е потребна било каква идентификација, значи ништо од тоа не ви е потребно. Така, што значи дека ви дава не е анонимно со типот на сега ќе бидеме криминалци, туку ви дава приватност на вашите финансии. Додека за разлика од тоа, значи е транспарентен, што значи дека дури утре ако треба да се направи испитување, што досега го докажале многуте, значи има посебни компании кои што работат тоа, значи тоа се оние компании кои што прават истрага на блокчейнот и кои што како такви може да утврдат секаков тип на трансакции, што значи дека истите се транспарентни. За разлика од тоа, ова е приватен леџер кој што е поседен од Централната банка и вие нема да имате појма кој каде и што пратил без дозвола на Централната банка, вие да може тоа да го погледнете. Додека за разлика од тоа, сите криптовалути се јавни, освен оние кои што се со како самиот Monero, кој што самиот по себе и представува, коин за приватност. Но сите останати имаат транспарентен леџер кој што постојано може да биде следен и виден кој каде и што моментално пратил. Што значи дека на крајот од денот ова што ви го продаваат е се негативно, за разлика од она што моментално го имате веќе на пазарот. Следно, значи е регулирано од централните банки. No regulatory authority to control cryptocurrency. Што значи дека вие овдека немате авторитет кој што може да направи или да наметне било каков тип на контрола, че самата заедница ја контролира криптовалутата. Посебно оние
комплетно децентрализираните како Cardano и останатите, значи или Bitcoin нормално, значи таму мора да имате согласност со целата заедница за нешто да се промени во правилата на кои што функционира самиот блокчейн. Додека за разлика од тоа, овде ќе имате еден ентитет кој што одлучува што е право, а што не. Вие размислите дали е тоа паметно, како и досега да го дадете во раци на истите тие кои што досега направија не знам колку колапси на финансискиот систем. Финансискиот систем е дојден до ова ниво на целосен колапс поради нив. Сега најнаш вие сакате да им дадете втора шанса со целосна контрола на нов финансиски систем. Дали е тоа паметно? Robust laws for transaction in all states. Only a few states have stringent laws for crypto transactions. Разликата е во тоа што вас не ви се потребни регулативи. Вие може да пратите од било кого на целиот свет. Овдека вие треба да имате целосно регулирано законодавство, како за внатрешното, така и за надворешно користење на овој приватен леџер, кој што вие имате законодавство, а немате поима што се случува во самиот внатре. Значи ова законодавство може да важи за вас, но не и за оние кои што го поседуваат. Зошто е тоа така? Затоа што вие не може да го видите леџерот. Значи леџерот е приватен, поседуван директно од Централната банка, која што вас нема да ви каже какви трансакции прави. Во превод, сите оние кои што се на добрата страна на Централната банка може да прават што сакаат на овој леџер, додека за разлика од вас, од другата страна, ќе имате целосно транспарентен блокчейн кој што е постојано отворена книга и може постојано да биде читан. Затоа на централните банки и на моменталните мобстери кои што се на власт не им одговара да има криптовалути, туку им одговара да има централна банка со дигитални валути, која што едноставно и понатаму ќе продолжи да биде тоа што е сега. Само сега ќе биде дигитална и ќе биде многу побрза. Значи, тоа е разликата. Вие фактички менувате гангстери за гангстери со дигитална верзија. Тоа е тоа. Значи, ова е главната работа која што треба да разберете. Ако не ми верувате мене, нормално ова се потазначи кој што може во било кое време да ги проверите на интернет и не само, имате еден куп луѓе. И самите овие централизирани организации кои што моментално ви промовираат CBDC, и они го потврдуваат истото во криптовалутите. Но наоѓаат начини како тоа да го представат лошо. Ќе погледнеме сега неколку примери, нормално. Сега, првенствено да појасниме. Моментално се спрема огромен бран на CBDC. Тоа што вас не ви е кажано, тоа не значи дека не се случува позадина. Знаете и сами дека големите играчи не ви кажуваат кога нешто се случува. Тоа со сигурност може да ви го кажам. Сега овие се cancel. Значи јас овдека најдов една страна на која што точно може да видиме кога започнале, до кој степен се и слично. Со тоа што да не забораваме дека ова се само неуспешни кои што потоа се заменети со нови. Значи ова се само неуспешни, ова е после први cancel. Потоа имате две кои што се моментално лансирани, а тоа е Централната банка на Бахами и Јамајка, со тоа што овдека не знам зошто не се додадени, Шведска која што има дигитална круна која што е во употреба, како и Кина која што има дигитален юен кој што исто така во употреба. Потоа, иако можеби пилот фаза на употреба, да ја го користат активно. Значи, Сингапур, тоа што ви го кажам. Значи, иако истиот е откажан, тоа значи дека е откажан поради тоа што е неуспешен, но направиле нов. Тоа е оно што сакам да ви го кажам. Така да, во пилот фаза, тоа значи дека веќе активно се користи помеѓу само одредена бројка на субјекти, како физички така и правни лица, со тоа што може да видиме дека во пилот фаза има и гледате и колку годините, сите се 2022-2021. Многу битно. Значи се е во истиот момент. Како најнаш толку држави во ист момент одлучија да почнат со изработка на CBDC. Значи гледате, 2022-2021, максимум до 2019, значи ова е почетокот на Франција која што го ангажираше Ethereum за одредени ситуации. Гледате, 2019 овдека имате proof of concept. Proof of concept тоа значи дека не само што веќе завршиле со research, туку моментално активно се прават тестови на она што планираат да го искористат, така како да речем технологија на приватен леџер за CBDC. Значи гледате, 2022 повторно Турција, Кореја, Русија, што е нордиските банки, Норвеј, Казахстан, Иран, се е 2022 година. Како тоа магично се е 2022 година proof of concept. Тајланд исто така, сега ова се малку поназад, но Израел веќе е скоро во пилот фаза, тоа и сами го објавија. Јапонија исто така 2021, Нов Зеланд 2022, Малазија 2022, Хонг Конг, добро, Хонг Конг е повторно дел од Кина, сакале или не, иако имаат двоен систем. Значи погледнете. И сега research, иста ситуација. Значи гледайте, во research моментално ги имате Шри-Ланка, Австралија, Непал, значи сето тоа е 2022 година. Како тоа најнаш поголемиот дел од овие проекти е значи Европската банка и дигиталното евро. Значи зошто сето тоа се случува во 2022 година? Од друга страна, гледате ова сега. Значи ова е моментално
кој гледате, значи поголемиот дом, така. Со тоа што глобална статистика можеме да најдеме на Atlantic Council, кој што е, верувале или не, препорачан од ВЕФ. Значи овдека во статијата потоа ќе ви покажам дека директно го препорачува оваа страна за следење на CBDCs. Каде што моментално можеме да видиме до кој степен сме стасани со тоа што гледате. Од 100%, тоа веќе го објаснивме на претходните вести, но сакам да го повторам зашто е битно за ова видео. Од 100% ние веќе имаме околу 85% кои што активно работат во еден или друг стадиум на развивање и пуштање во употреба на CBDCs. Со тоа што ако го погледнете овој дел на development, тоа е веќе и тест фаза. Значи development и proof of concept значи дека за ресерчот е завршено, го имаат проектот, но се работи на фактички тестирање на истиот пред да биде пуштен во пилот фазата. Значи ако го земеме development фазот, ние имаме 56%, тоа е повеќе од половина од земјите во светот кои што активно работат на тестирање и на некој начин имплементирање на овие CBDCs во своите земји. Но никој од овие не ви го кажа тоа јавно. И ако е кажано така негде на крајот на вестице, да не би приметиле што се случува моментално. Зошто е тоа така? Значи се враќаме на првата слика, поради ово. Сега, како они сето тоа ќе пробаат да ви го продадат вас, тоа ќе го погледнеме во следните неколку слайдови, каде што ќе ги земеме најголемите светски организации и тоа што они моментално го пропагираат. Со тоа што да не забораваме, ќе ги земеме и истите овие светски организации и ќе погледнеме што зборуваат пак за криптовалутите, така. Сега, и сето ова, пак да не забораваме, е 2022 година. Значи магично како сите земји во светот скоро почнуваат со CBDC во 2022 година, кои со пилот, кои со не знам како и да е, а во исто време ги имате и сите светски организации во 2022 година ги прават сите овие публикации за CBDCs како и за крипто. Че погледнете сами ова е официјално нивните страни, така. Со тоа што значи моментално можеме да погледнеме овдека на World Economic Forum, мојата омилена. Значи можеме да погледнеме како сега моментално овдека се зборува за тоа дека нели CBDC се ружи, така. Со тоа што вели дека повеќе од 100 земји моментално are now exploring central bank digital currencies. Она што го кажавме, значи ако се вратиме назад на оваа статистика, можеме да погледнеме дека повеќе од 100 земји уствари активно, не само што значи веќе ги применуваат на некој начин во тест фаза, така. Сега, значи ова е она уверување дека тоа е тоа. Времето е дојдено за дигитално нели напредување на парите. И повторно гледате како ова се прави во еден чекор, во целиот свет. Значи не е ова постепено една земја по една земја. Туку наеднаш сега имаме толку прзбрание, затоа и го правам ово видео, затоа што имаше најава дека ова моментално после ВЕФ посебно, да не заборавиме, сега веќе сите одат дома со идејата, тоа е тоа. Дојдено е времето, треба овциве да ги построиме. Значи CBDC е моментот. Сега, значи и чисто интересно ако сте го следеле мојот канал, сигурно знаете дека Австралија пред само 2 години се откажа со CBDC, така. Пазите сега. Is the latest country to trial a central bank digital currency. Значи една од последните земји која што не само што нели ресерч, туку трајал, тоа значи дека веќе имаат подготвен проект кој што моментално е на тест. Тоа значи трајал во ситуација, така. Значи Австралија се откажа пред 2 години. Погледнете, има вести каде што Австралија поради нели backlash, значи поради незадоволство на нивните државјани, се откажа од CBDC. Сега. Нели ова што е добро. Сега они ако ги погледнете овдека, тоа е лудило. Значи тоа е најдоброто нешто, секи биде дигитално, брзо, нема да ги изгубите вашите пари. Значи идејата на која што ќе се обидат да ви го продадат тоа е подмол. Значи они ќе се обидат да ви објаснат како е тоа лудило. Гледате. Значи сега ова е, не мора ни да читаме, ќе ви кажам, значи во оваа шема секи ви објасни тука, така. Complementing cash and deposits. Тоа значи дека нели во ситуација ќе ги замени и дека се подобри од самиот кеш. Creating synergies with payment industry, што значи дека сега ќе биде многу поедноставно нели да правите плаќање со оглед на фактот дека тоа е онлайн, нели не може да го правите ако ви се во кеш, така. Supporting digitalization in the European economy, нели. Дигитализација на економијата, се е тоа супер, одиме само напред. Ова е како СДСШ кога ви кажува дека се е супер во Македонија, исто. Ensuring access to central bank money. Значи не се секирајте, веќе нема ни да има потреба банки. Се директно со нели централната банка, они ќе ви ги дадат и ваши и нивните пари ако треба. Да не забораваме, ова се пари без никакво покритие, може да принтаат колку сакаат, кога сакаат. Нема никаква разлика од моменталната тоалетна хартија што користиме, што се нарекува кеш. Нема никаква разлика. Значи тоалетна хартија, ето тоа е моментално, само што нема да биде сега дигитална, тоа нема да биде во хартиена верзија, ќе биде моментално дигитална. Така да со едно копче они може во било кое време да испринтаат колку сакаат и да
извадат колку сакаат од самиот систем. Не го забравајте тоа, а они тоа ќе собиат да ви го представат дека може во било кое време да ја на некој начин запрат или регулираат инфлацијата, која што сега нели потребни се многу мерки за да се собере назад кешот, за на тој начин да се намали инфлацијата. Сега они ќе може тоа да го прават со едно копче, затоа што досега беа толку одговорни, сега може да замислите дека сигурно ќе бидат одговорни уште повеќе со моментот каде што може да додаат пари со едно копче. Значи со принтање на пари они моментално ја доведува економијата на целиот свет до тоалетот, но сега со едно копче може, значи замислете пред тоа им требало време да ги испринтаат овие пари. Сега со едно копче они може да произведат нови пари. Значи тоа е приватен леџер, каде што вие немате никаква контрола. Ако сака некој да произведе нови пари, да речеме во биткоин, треба повеќе од 51%, значи треба мајнерите 51% да ги соберете, да гласаат, да го променат целиот алгоритам, што е невозможно. Така, 51% од мајнерите, невозможно. Било кој блокчейн е наведен така демократски да треба заедницата да се договори да направи таков потек, а никој нема да сака тоа да го направи од основниот квалитет на човекот која што е скржавост. Зошто би сакале да направите повеќе за да си ја намалите вредноста на тоа што го поседувате, да направите девалвација на тоа што го имате? Нормално никој не би сакал да го прави тоа. Но во оваа ситуација вие давате моќ на една институција да може во било кое време да прави девалвација на тоа што го произвела, нели оваа дигитална валута, со ново принтање на пари во било кое време. И нели avoiding risk of unregulated payment solutions, во превод ова е поради перење пари. Значи тоа да дадете вие на една институција да може да принта колку сака пари, тоа е супер. Тоа е во ред, затоа што како што може видите и сами, централните банки секогаш се водени од високо морални луѓе кои што никогаш не го прават тоа. Никогаш не предизвикуваат инфлација поради премногу принтање пари. Но во оваа ситуација ќе го спречат перењето на пари. Значи ќе може само они да перат пари, никој друг. Preempting uptake of foreign currencies. Во превод нема да имате премногу голем прилив на странски валути, кои што нели се лоши, и во оваа ситуација ќе биде поедноставно да се регулираат со тоа што вие ќе им даете целоса контрола на овие луѓе, нели, и понатаму да продолжат да го прават тоа што го прават најдобро, а тоа е нели да се богатат на нашиот грб. Значи тоа е генерално како они се обидуваат да ви го продаат. Има уште многу, да бидеме реални. Значи, гледате овде ќе ви објаснат како се до тоа ќе биде супер, нели, тоа ќе биде одлично. Гледате, значи, сега да погледнеме кои се бенефитите, така. Значи ќе биде брзо, лесно и безбедно, посебно безбедно, многу безбедно ќе биде. Значи немој да се секирате, никој нема да може да ви ги украде парите освен самата држава. Значи многу е безбедно. Потоа вика значи гледај, 1,7 билиони од возрастите во светот нема ниту пристап до банкарски нели услуги. А зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Значи кој го направил тоа? До каде сме стигнале да има 1,7 билиони кои што немаат пристап до банкарски услуги? Сме стигнале од некаде. Кој го предизвикал тоа? Криптовалутите или централизираните финансиски институции до сега? Но нели сега они ќе го решат тоа, затоа што од сега оние што немаат чевли, нели, не може да влезат во банка. Ама сега нема да имаат чевли, ама ќе можат да имаат нели CBDC сметка. Така, ќе биде многу поедноставно. Значи, во превод она што сакаат да го кажете, немаат контрола врз кешот на луѓето кои што се сиромашни и не го ставаат истиот во банка. Тоа сакаат да ви кажат во оваа ситуација. Значи има 1,7 билиони чии пари они не ги контролираат директно. Тоа е проблемот. Значи кога имате кеш, тој кеш не може директно да контролираат. Да, го контролираат со нели принтање и сето тоа, но не е директно, не може да го контролираат во вашиот џеп. Вака ќе имаат целоса контрола над вашите пари. Немој да се секирате. Значи сега гледате, тоа се позитивни, толку е. Тоа е тоа, позитивни работи тие се. Да, и нели, колку земји, тоа го, значи сите, да бидеме реални, гледате како они се договориле тоа да биде така, значи 19 од G20 веќе се нели во развивање. Чудо, тоа сум сосема изненаден. Сега, тоа е ВЕФ, значи мојата омилена, гледате колку позитивни работи има, 3 од кои брзината, сигурноста ви се нели познати, брзината во ред. И имате брзината и со крипто, и многу побрзо ќе биде од CBDCs, но сигурноста нема да се секирате. И втората, има многу луѓе кои што се со без банкарски услуги кои што ќе можат да ги користат CBDC услугите, за да можат да бидат соодветно нели даночени затоа што не може некој да биде неданочен, така. Bank of International Settlements нормално исто така едно од моите омилени. Значи connecting economies through CBDC. Гледаш, значи ние сега ќе бидеме конектирани. Затоа што досега не бевме конектирани со криптовалутите, ќе можам да пратам на било кого, било каде без на никого да информирам, без на никого да платам данок, без ништо. Но сега CBDC ќе не конектираат со цел да можеме да си го платиме данокот како што треба, нели? Сега ако погледнете овдека имате значи повторно истата ситуација. Значи поентата е што јас ќе поминам преку сите овие и ќе го најдете истото, се разбираме.
Значи ќе го најдете истата ситуација, само што некаде има малку повеќе, некаде малку помалку, како што во оваа ситуација се разговара дека нели multi CBDC arrangements практично веќе нели ќе биде полесно за прекогранични трансфери на пари. Тоа пошто го немаме со криптовалутите, нели? Тоа сега они го измислуваат, пред тоа го немавме, така. Значи практично они измислуваат топла вода, нешто што веќе е решено со криптовалутите, сега они го решаваат со CBDC, така. Значи Bank of International Settlements исто така кажува дека CBDC е иднината. Еве гледате. Значи имате и Innovation Hub каде што нели развиваат како се тоа се движи во нели во иднина, со тоа што вели значи направиле сервеј на централни банки меѓу кои 86 активно или се во ресерч или се во потенцијално експериментирање. 86. Тоа значи дека само 14% од државите во светот, кои се тие? Јемен, кои? Того и не знам Конго, тие ли се тие земји што немаат CBDC? Тоа значи дека сите имаат, само никој од нив не испал јавно да ви го каже тоа. Тоа значи дека веќе го прават ова активно, а вие не ни знаете, така. Значи активно ви го кажуваат тоа дека моментално имате 80 кои што 60 се веќе во експериментална фаза, така. И 14 веќе имаат пилот проекти. Значи веќе имаме огромен број на земји кои што го прават ова. Значи да не заборавиме дека повторно ова е од 2021-та сервејот, така. Оваа статија овдека ние од октомври 2022 година. Не го заборавајте датум. Значи не заборавајте дека сето ова се дешава во година 2, во последниве година 2. Февруари 2022 година. Нели, International Monetary Fund, нигде без International, значи без International Monetary Fund нигде. Кој да е кристалина, окей, уште подобро, татарка. Нема, значи мора да верувате кој е татар, нели? Значи идејата е дека, гледате, значи овдека сега моментално повторно се глорифицира Central Bank Digital Currencies, како е време, значи повторно ги гледав сите овие, поентата е што, значи гледате, и овдека се кажува, веќе 100 земји моментално активно работат. Бахамите има, Шведска има, Кина има, гледате, значи сите, време работа, ви кажуваат дека сега сите го прават тоа, мораме да го направиме и ние, мора да го имаме сите, така. Значи гледате, истата приказна, значи ова е copy-paste, само што некој друг во случајов татарка го пишува. Следно, значи United Nations, да не забораваме. Uninvolved in peace, значи од секогаш ги глорифицирам за овие работи, еве ги и нив. Значи кои се добрите и нема негативни. Prospects and challenges, значи немаме негативни, имаме добри страни и не толку добри фактички, оние кои што имаат предизвици, така, значи нема негативни страни, ова се само добри и предизвици, значи добри страни и предизвици на Централната банка и нели, извинете, CBDC, така. Сега, овдека само ќе свртам, benefits, гледате, значи овдека повториста ситуација. Значи improvement на моменталниот payment system, поминете не сето ова ќе го најдете буквално истото. Ги продаваат истите приказни, се обидуваат да ви го покажат тоа како супериорен модел, нешто што сега не е видено. Да не се лажеме, ние моментално имаме, значи самата криптовалута ви го нуди сето ова многу подобро, но нели сега они ќе измислат топла вода. Со тоа што они веќе оди до степено што не е дали ќе имате вие CBDC или не, значи Обединетите нации. Прашање е каков модел ќе имате. Дали ќе биде тоа централна банка или ќе биде централна банка комбинирана со монетарни банки, оние кои што се комерцијални банки, или пак има некаков тип на организација која што ќе биде задолжена за леџерот, значи до таму е стигната работата, веќе не е прашање на дали, прашање на како. Имате овде како CBDC ќе биде полесно да замени SWIFT, нели, се ќе биде одлично, така. Значи Обединетите нации се исто така on board, нели, секогаш е тука за да помогнат во кога треба да се направи вакво нешто нормално. И никаде без Европската централна банка, јас мислам, значи дигиталното евро, иста ситуација, овдека може да погледнете зошто е потребно, значи како ќе биде, така. Значи гледате овдека дури имате и цели истражувања кои што се правени, повторно кога 21-23. Значи ова е практично период во кој што се истражува сето ова и последниот апдейт, ако не се лажам, повторно беше истата ситуација, негде околу 2022 година, нели? Нема потреба да објаснуваме исто срање 100 пати, разбирате точно што станува збор, ќе се навратам на истата слика. Значи, ова е тоа што ви го продаваат, а ова е тоа што го имам моментално. Сега, тоа што ви го продаваат ви е јасно зашто не е добро, така? Чели сега да видиме што има против тоа што ние моментално го имаме. Значи, истите овие сега моментално, гледайте сега повторно, значи гледайте го датумот, 2022 година, 30 ноември. Значи, Bitcoins less than,
тоа е тоа. Тука завршува биткоин, еве да погледнеме како се дојде. Значи, ние сме моментално во стандарден циклус на беар. Така, стандарден циклус на беар. Каде што моментално они што велат. Значи, тоа е тоа. Значи, прво и најбитно. Биткоин ретко се користи за легални трансакции. Да, сите сме ние криминалци, нормално, и нели, моментално они тоа го изјавуваат, значи Европската централна банка дека ретко се користи за легални, значи за легални трансакции. Толку знаат за криптосфера, се разбираме? Овие дедовци вамо, овие толку знаат за криптосфера. Значи овие се тие што моментално кажуваат дека нели биткоин е негативен, биткоин е криминален, а во исто време имате блокчейн кој што е целосно транспарентен. Како може во негативни сврхи, значи не може во негативни сврхи да го користите кога имате on-chain истражувачки компании кои што може да ве фатат во моментот. Значи во моментот може да ве најде. Ја не можам да разберам, тоа е жално, но нели се продава на луѓе кои што не знаат што уствари представува крипто. Така да затоа и сакам да го направам ова за да бидете свесни кога ќе ви го продаваат, дека ви го продаваат, дека моментално се бараат било каков тип на јајце на влакното со цел да се најде како криптото е лошо. И кога тоа повторно сега. Значи сите наеднаш овие институции одлучија сега да промовираат CBDC. Сите земји одлучија сега да прават пилоти за CBDC во претходна година и оваа. И наеднаш сега нормално што е следно факт, че сега треба да кажеме како ова е лошо и зошто CBDC се подобри. Сега, значи следно што вели, значи regulation can be misunderstood as approval. Сега. Ова е тоа што јас ви го кажувам, дека они веќе спремаат лошо законодавство. Значи спремаат, че еве се гледа. Они отворено ви кажуваат дека немој да мислите дека ќе ви го одобриме во приватни криптовалути, затоа немој да мислите дека тоа ако ви ставиме ние регулатива, тоа значи дека ви се одобрени. Ето тоа е буквално целава реченица. Да не навлегувам понатаму целата оваа ситуација. Значи они се обидуваат активно да најдат начин како да ги демонизираат сите криптовалути наспроти CBDC, затоа што тоа е оно што треба да се продаде. Така. Сега. Значи исто и ова, значи дури и оние банки кои што одлучиле да соработуваат со нели криптовалути и да работат со истите, значи гледајте, promoting Bitcoin bears a reputational risk for banks. Зошто е тоа така? Значи идејата е дека наводно за тоа што вие промовирате нешто што ќе пропадне, сигурно ќе имате негативна нели негативен одлив на клиенти кои што ете вие работите со криптовалути, значи дека треба да се откажеме од вашата банка. Тоа е устварено што сакаат да го кажат овде. Сега повторно да напоменеме дека ова се доста млади личности кои што сигурно се запознаени многу добро со криптосферата и затоа вака нели добро и позитивно зборуваат. Сега исто така друга млада личност, може да погледнете, значи исто така доста млад човек, исто така Европската централна банка, каде што има уште многу повеќе плукање за криптовалути и сакам ова да ви го покажам, каде што он сега наводно дебатирал со неговите студенти, очигледно студенти имале проблем со тоа што му кажува. Може да погледнете се тоа, значи овие статии се нели само погледнете како се вика, запишете го тоа и може да погледнете се што ви го кажувам ова, дека е на интернет, активно и јавно. Кога? Декември 2022 година. Какво чудо! Првата е ноември, втората е декември. Значи се работи активно, се бараат вакви дедовци, нели да застанат во одбрана на традиционалните финансии. Треба да се продаде CBDC. Следно што се случува, значи гледате сега овдека, дечкото е звер. Да, значи моментално објаснува како се тоа паѓа надоле, значи дека моментално има многу голем ризик, Terra USD тоа го објаснила, значи прво колапс на еден проект не значи ништо. Да ги прашам ни што случи со Lehman Brothers, паѓање на една од најголемите банки во Америка, зошто тогаш никој не рече дека централните финансии ќе пропадат? Колку банки пропаѓаат на годишно ниво? Колку големи компании пропаѓаат на годишно ниво? Сакаш да кажеш дека еден голем проект пропаднал крипто и тоа е тоа крај? Значи FTX во ред. Како и секогаш. Он дури и го кажува тоа. Значи гледајте, моментално го кажува, буквално сите го кажуваат исто. Значи секоја зима без разлика каков тип на финансии станува збор, централизирани, децентрализирани, крипто, традиционални, секогаш кога доаѓаме до bear market, се покажува кој моментално што велат пливал гол. Затоа што тогаш моментално се покажува и дали парите што ги сте направиле се вистински, дали сте презадолжен, дали имате леверидж позиции, тоа е сосема нормално. Значи досега во 3 наврата, во 3 bear маркети ние имаме губење на огромен број на играчи. Јас тоа претходно ви го покажано во други видеа, може да го погледнете и сами, но тоа е сосема нормално. Тоа не го менува фактот дека во исто време имате и во традиционалните пазари, значи што е со 2008-2009 година. Ако они се толку доверливи и они се толку некомпромитирани и традиционалните финансии се толку добри, зошто тогаш беа over leveraged и сите банки во Америка имаа потреба од
целосен бейлаут во 2008-2009 година, каде што направија колапс на економијата не само во Америка, туку во целиот свет. Како тие се во ред, а кај на спајање на еден проект кој што нема safety net, значи во криптовалутите нема safety net. Во криптосветот кој што пропадна. За разлика од тоа, во традиционалните финансии, тие што правеле грешки, со тоа што направиле over leverage, што значи дека се презадолжиле, наместо да бидат казнети, они ги наградија со тоа што во 2008-2009 година, последен пример, им беа вратени средствата. Им беа платени средства од државата со цел да бидат извадени од проблемите во кои што влегли. Но во исто време проблем е кога тоа ќе го направи криптовалута. Се разбираме? Сега. Значи фундаментални мани, стандардна работа, ништо посебно не се кажува. Само се обидам да ги најдам оние главните работи. Значи, поентата е што се обидува да објасни дека не постои. Значи не може такво нешто да се направи. Trustless society, она кај што не го нуди самиот концепт на крипто, тоа не може да се направи. Unbacked crypto assets offer no benefits to society. Значи, unbacked crypto assets, значи, што сака да каже со ова? Значи, crypto assets се уствари, да речеме, криптокапитални добра, кои што немаат позадина, значи нема ништо позади нив, нема никаков бенефит за општеството. Така, тоа е реченицата. Значи, тоа е реченицата. Ова доаѓа од PhD. Типчето е PhD во не знам само што е. Не бизнес скул, што и да е. Вие се тие јаки PhD у Америка, извинете, у Европа. Значи, вака сега, да најдем истата реченица и сега да анализираме реченицата. Unbacked crypto assets offer no benefits to society. Така. Што е кешот? Да се навратам на овата претходна поента, представува тоалетна хартија со убави бои, кој што нема никаква позадина, освен зборот на централните банки или кој да е, оној интегритет кој што ги принта, така. Што значи дека вие имате иста ситуација комплетно. Значи кога тоа го прави криптовалута која што е децентрализирана и во која што самото, значи заедницата одлучува колку ќе има, како ќе се промени, што ќе биде политиката на оваа криптовалута, во однос на нејзиното reissuance, дали ќе се зголеми маркет капот или не. Извинете, капот на испринтани, да речам, нови изминтани валути, додека во обратна ситуација кешот е супер. Значи кешот ви е гарантиран од државата, пошто знаеме дека државите досега се комплетно одговорни, они никогаш не прават грешки, они никогаш не злоупотребуваат оваа моќ што ја имаат за принтање пари. Значи парите немаат ништо позади нив, но кога нешто ќе дојде да го предизвика ова, да речам, оваа моќ која што ја има, нормално дека тоа ќе се направи во оваа ситуација. Значи он уствари моментално сака да каже дека криптовалутите кои што немаат позадина се еднаква моќ на парите. Јас така го разбирам ова, ако така гледаме, тогаш значи исто како што нема парите, така немаат и криптовалутите. Така. Сега да продолжиме понатаму, многу интересен дел што многу ми се допаѓа од анализа, тоа корелација со сток маркет, ништо посебно, значи има корелација сток маркет, само биткоин е лош. Сток маркетите се супер. Добро, сега слично интересна работа, сега значи овдека, објаснам тоа, вели милиони инвеститори излажани од илузијата и наративот за секогаш растечко крипто, значи тоа било илузија со која што биле намамени, така, значи моменталниот пазар каде што имаме S&P 500 кој што одеше 10 години нагоре и каде што сите мислеа дека ќе оди уште 20 години нагоре, тоа не е илузија. Значи ова е илузија затоа што нив не им одговара. Но кај нив, значи цениве на зборуваме кога станува збор, да речем, акции на Тесла, акции на Амазон, кои што се движеат 10 години нагоре, тоа не е илузија. Но илузија е тоа што, значи, прво, никој не ги лажал, прво нема кој да ги лаже за биткоин. Така, со оглед на фактот дека на крајот од денот биткоин нема ниту компанија, ниту организација, ниту некој го промовира, биткоин се промовира сами од себе. Така да овоа дека имало илузија или дека луѓето били излажени, значи не вистинито, секој значи циклус на бул, без разлика дали станува збор за акции, злато, нафта, криптовалути, го има истото ова што моментално гледате овдека, значи дека овие милиони инвеститори кои што биле намамени, истото се случува и кога имате памп на злато, истото се случува и кога има памп на долар. Затоа што имавме цел бул маркет една година на доларот, каде што милиони исто така беа излажани дека доларот ќе оди само нагоре и сега моментално доларот се коригираше солидно. Така. Значи овие филмови може на друг да им ги кажува, значи реално ова важи за целата финансија во светот за било што.
Тоа дека има шпекулација е точно, но каде нема шпекулација? Тоа дека можеби некои од криптовалутите ги немаат реално тие вредности во кои што моментално се продаваат, тоа е исто така реално, но нема такви компании, не постојат такви компании кои што се искористени како нели pump and dump. Секаде го има истото. Тоа буквално е дефиниција на финансии, шпекулација, така. Значи, тоа е тоа што они се обидуваат моментално да ви го обяснат како лошо. Stablecoins are exposed to run. Значи, прва работа. Stablecoins are exposed to run само доколку станува збор за алгоритмички кои што се уште не се усовршени доволно, така. Затоа имавме колапс на Terra Luna. Затоа и досега се уште нема алгоритмичка валута која што успеала да преживее. Тоа не значи дека нема да има. За разлика од тоа, кога последен пат успеал ран на Тетер? Кога? Значи, Тетер постои од почетокот на криптопазарот. Кога последен пат успеал ран на Тетер? Каде е ова? Од каде излегува ова? Ја не може да разберам, што затоа што паднал еден стейблкоин. Па колку пати влегуваат у банкрот држави? Што значи тоа? Значи дека нивните финанси исто така не функционираат, така? Значи нормално е дека има проекти кои што нема да бидат успешни, тоа е нормално, како што има држави кои што не се успешни. Значи циганите на југ, така наречени Грција, до сега имале повеќе од 12 банкроти, проверете во историјата ќе видите. Сега може не сум точно сигурен за бројката, но има значи многу банкроти, така? Каде што државата банкротирала, нема пари, тоа е тоа. Но тоа нели, стейблкоини, па и стейблкоин, значи они со нивната претходно драхма или како да се викаш тоа циганската пара, значи и сега со еврото, они со еврото успеа да влезат во банкрот, така? Значи тоа значи дека ова е ограничено на одредени проекти, ова не е ограничено на сите. Значи моментално USDC и Tether никогаш неуспешно не е бил изведен напад на овие стейблкоини, така да ова е глупост, така. Значи ако продолжиме можеме да најдеме уште милион вакви глупости, но тоа е тоа што моментално никако факт го представуваат, еве го тоа, нели, еве. Terra Luna пропадна, крај на светот. Колку претходни проекти пропаднале? Колку од проектите кои што вие сте ги гледале на пример во 2017 година моментално се во топ 10? Многу, ни еден, така, кој XRP, толку можеби Tron од време на време се враќа таму. Кој од тие проекти сте ги виделе се врати? EOS, Neo, кој? Значи затоа и сакам да кажам, тоа е нормална работа. Циклусите си носат своји шампиони, тоа е нормално. Значи тоа не го менува фактот дека и криптото се однесува како и секој друг финансиски маркет. Како и во финансискиот маркет, така и во криптото имате bleeding, кога има bear маркет. Моментално цената на крипто, цената на Тесла, акциите 70% во минус. Тоа не ја прави Тесла помалку успешна компанија, тоа ја прави Тесла во bear маркет. Не разбирам, ова е, значи, се обидуваат да ви представат нормални работи на еден bear циклус на финансии, како да е крај на светот, така. Значи, тоа е оно што се бидам да го обяснам. Нормално сега, DeFi vulnerabilities, да, тоа е систем кој што се уште се развива. Значи, ова е технологија која што се уште се развива, така. И Destiny of Digital Finance, нормално тоа е оно што постојано се кажува дека криптото е флод, дека тоа е еднакво на гемблинг и дека нели, се додека постои гемблинг, значи они сакаат да објаснат дека само оние кои што сакаат да се коцкаат моментално се во крипто и дека таму нема технологија. Тоа е оно што моментално го кажува Ликов. Значи, во еден проект, пример да земеме Ethereum, има повеќе технологија од сите банки и сите банкарски системи што се заедно, така. Но нема технологија, тоа е само коцкање. Ве гледате како коцкањето било дозволено во одредени држави и тоа било нормално, нели уште од минатото. Сака да кажете дека ова што моментално ние го правиме е ништо друго освен коцкање, така. Значи вака, ако треба да се коцкам, ја повеќе би се коцкал на приватни криптовалути, каде што има некоја шанса за демократија, за разлика од овоа ѓубрево што се обидуваат да не го продават. Жално, значи жално. Ова се PhD луѓе кои што се платени да го ругаат криптото. Се разбираме. Регулаторите, значи они што вели? Дека со регулативата ќе замре ова, значи ќе престане да постои, сигурно на тој начин ќе се оттарасаме од тоа и нормално, значи само да видам каде беше точно, каде што он промовира дека централизирани се оние кои што треба да бидат уствари иднината на финансиите, нормално. Само да видам каде беше точно, го имаше негде од текстот, сега за жал не можам точно да го најдам. Financial risk, само да го најдам тој дел, многу ми е битно. Only central bank money can provide an anchor of stability. Да се разберем. Че ништо друго освен истите тие гангстери, што досега водеа финансиската институција, не може да донесе стабилност. Истите тие, нема ли да ги менувате, на истите да им дадете иста ваква моќ. Се разбираме? Еве, тоа е тоа што ви го кажува PhD, значи тоа е доктор на науки, пошто кури да е доктор на науки, че он ви кажува да не се секирате. Нели, само истите тие луѓе може да ве спасат. Еве ги, бис.
Значи, crypto trading and Bitcoin prices evidence from a new database of retail adoption. 22 ноември. Магија. 22 ноември. Да погледнеме кога е ова. Зачудувачки. 22 декември, извинете. Декември. Значи, истата ситуација. Се обидува да објасни како дека ова е моментално multiple boom and bust cycles, значи секоја економија е истото. Ако ја извади моментално S&P 500, истата ситуација. Имате подем пад. Boom and bust е нормална работа во секоја економија, но нели, само интересна работа е така. Значи, findings, ова е уствари што устварили успеале да направат, е дека само биткоин, кој истиот нели се движи нагоре, тогаш многу луѓе влетуваат, нели, као купуваат, значи risk seeking, така, ова се risk seeking, пошто ние сме истата ситуација. Моментално не изjednačуваат со коцкање. Значи, тоа е тоа, и гледате како, значи, моментално, со тоа што гледате, 73 до 81% од луѓето кои што инвестираат губат, нели, во криптопазарот, што е нормално, затоа што многу од нив инвестираат во погрешен момент. Знаеме и сами дека сите оние кои што инвестирале во претходните два bear маркети, посебно околу дното, се во дебел профит. Тоа е нормална работа, исто како и во традиционалните финансии. Сите оние кои што дошле касно пред да заврши овој циклус, на пример 2021 година, и почнале да купуваат акции, изгубија со падот на претходниот циклус. А што да кажеме кога ќе го споредиме ова со овој момент, на пример? Чисто да објасниме дека не е тоа циклус само во крипто, тоа е циклус во секој, значи нивниот драгоцен S&P 500, ќе го погледнеме и ќе погледнеме што се случува. Значи моментално овде имаме пат од, значи дали ова boom and bust, значи дали ова е исто така спекулација. Да погледнеме, моментално сме до овој момент 17% во минус, а до дното бевме негде околу 27% во минус. Во традиционални финансии ова е катастрофа. Значи ова е катастрофа, тоа се препаѓа. Кај нас ова се вика лош петок. Но како и да е, оно што сакам да ви го представам оваа ситуација е дека да, нормално е дека нашите пазари се понестабилни со оглед на фактот дека се понови. Колку повеќе пари, толку е самиот пазар постабилен. Што го покажа и последната корекција. Корекцијата на биткоин за разлика од претходните кога беше 85-84, сега беше 70 и нешто. Така да како повеќе ќе созрева самиот криптопазар, така повеќе големината на парите кои што се влезени во овие криптовалути ќе нема да им дозволува да има толку големи падови. Колку повеќе созрева овој пазар, толку повеќе истиот ќе биде постабилен. Затоа и цената на биткоин моментално е многу постабилна за разлика од алткоините, што е нормално. Колку е поголем маркет капот, толку е поголема, значи, зошто е тоа така? Кога имате вие пат, потребно е луѓето да го продадат ова средство за падот да продолжи. Колку повеќе луѓе го држат, толку повеќе сигурноста во него е поголема. И на тој начин истите, значи многу повеќе луѓе се потребно да продадат за истиот да падне на истата големина што би била сега моментално, да речем во следниот bull market. Затоа што моментално самиот биткоин има, не знам колку има, 500 билиона, така. Значи, ако има 500 билиона, но следниот bear market ако има, да речем, пример да речем, 1 трилион, само дупло од ова, на пример, ако има, ќе биде многу поголем број на луѓе потребни за да го бутнат ова надоле. Така, значи зрелоста на пазарот вие носи нестабилност. Така, колку повеќе е зрело одредено добро, толку повеќе нестабилноста е помала. И затоа они џабе го зборуваат ова, затоа што ако погледнете самиот S&P 500, истиот не е нов. Значи, да погледнеме што се случи во 2009 година, така. Значи имаме корекција од 57%. Доколку го погледнеме во 2000 година, имаме корекција од 50%. Што правиме сега? Треба да се откажеме од акции, треба да се откажеме од хартија од вредност, или тоа вас ви одговара само кога станува збор за нешто што вие не сакате да го прифатите. Додека кога станува збор за нешто што вие сте го прифатиле веќе и направило зрелост на пазарот, тогаш во ред, така. Значи, она што сакам да ви кажам е дека сето ова што вас ви го дробат одека моментално е жива лага. Тоа е само нормален циклус на еден нов, нека речено, нели фронт. Фактички ова е нова економија, сосема нова сфера. И сега нормално е дека ќе имаме поголем поместување затоа што е early adopter, затоа што моментално има многу помалку пари. И многу помалку пари, значи тоа е истата ситуација кога инвестирате во алткоин. Во алткоин може да видите многу повеќе профит затоа што има помалку пари. Колку помалку пари има, на тој начин ако имате наплив на пари ќе добиете многу повеќе, затоа што е early adopter. За разлика од тоа, значи она што го разговаравме, пример, за да добиеме дупла
вредност на нашата инвестиција во Cardano, ако истиот е моментално пример е 15 билиона, истиот треба да стаса до 30 билиона за нас да не биде дуплирана инвестицијата во Cardano. Значи маркет капот треба да стаса до 30 билиона. Додека за разлика од тоа, ако инвестираме моментално во биткоин, кој што има 500 билиона, истиот треба да стаса до 1 трилион за да имаме ние дупла инвестиција. Така да истата ситуација е обратно. Кога треба да падне нешто, колку е помал маркет капот, толку повеќе ќе падне. Истата ситуација е она што ви го кажувам со нови и стари маркети. Стари маркети кои што имаат трилиони вредност во нив, многу потешко паѓаат затоа што има многу повеќе пари, многу повеќе луѓе треба да продадат и тоа не се случува така често. Значи тоа е тоа. Истата ситуација и овдека, значи овдека се обидуваат да ја пореметат она врска која што има централната, да речем, централизираните финансии и DeFi. Со тоа што вели дека, пази, доколку врските помеѓу традиционалните финансии и DeFi продолжат да растат, DeFi could contribute significantly to systemic risk. По превод, традиционалното финансии може да пропаднат за тоа што соработуваат со DeFi. Повторно се враќаме на тоа дека алудираат на оние банки кои што соработуваат со крипто. Во превод, немојте да соработувате со нив затоа што може да ни пропадне системот кој што има одвечен. Да видиме што ќе каже ВЕФ моментално за криптовалутите. И да не забораваме, јануари 2 2023 година. Ова е пред нивниот самит. Зошто е тоа така? Значи иста ситуација, 2022 крајот, почетокот 2023 исто, сите се усагласени во исто момент. Магија. 2022 година беше ужасна година за криптовалутите. Добро. 2 трилиона сме изгубиле, ама само криптовалутите, така. Значи останатите не, само криптовалутите, другите не изгубиле. Значи традиционалните финансии се уште во подем. Или чекај да провериме? Не, исто и они се во пад. Ама нели, криптовалутите се моментално фокус, така да не гледаме моментално традиционалните финансии. Сега, значи ова е интересна работа која што и сами ја признаваат. Значи можеме да видиме предавање на криптотехнологијата и блокчейн инфраструктурата на регулирани и нели established институции, ние што се веќе докажани, нели. Добро, тоа е интересна работа што не може да бегаат од тоа. Значи, тоа е она што ние укажуваме дека сакале или не на крајот од денот мора да го прифатат. Нема бегање затоа што вие не може мене да ми кажете ја дали да купам Ethereum или не. И јас нема да ве послушам. Значи, ја ќе купам што сакам да купам. На крајот од денот мој ризик е, затоа и на вас останува на сите вас да одлучите дали сакате да бидете дел од ова или сакате да бидете дел од ова. Или можеби ќе најдете баланс помеѓу двете, не знам. Но она што сакам да го кажам е дека моментално се обидуваат да ви продадат нешто. Останува на вас дали вие ќе го прифатите тоа. Значи, нели, тоа сега овдека се попува стандардна работа, милиони луѓе загубија бизниси, пари, да, значи, and perhaps more damaging for a nascent industry and technology. The fundamental trust in the promise of crypto finance, which was supposed to be a correction to many of the misdeeds that gave rise to 2008 financial crisis. Значи, пазете историјата. Вели, милиони, нели, во ситуација и бизниси изгубиле пари и значи колку е интересно ова. Наводно ветувањето кое што криптовалутите го дале дека ќе најдат лек за финансискиот систем пропаднало. Пропаѓа се, извинувам, пропаѓа. Додека во исто време, значи policy makers, станува збор за нели овие фацкиве у ВЕФ, кои што не предупредувале дека крипто нема да го направи тоа, дека има многу ризик, истите тие биле оправдани со повеќе кратните неуспеси на криптоиндустријата. Кој неуспех? Ethereum, Bitcoin, кој неуспех? Не гледам. Binance можеби. Тоа ли се неуспеси кои што се уштеваат нагоре? Значи не може да разберам луѓе дали си ги читаат текстове кога ги објавуваат. Значи вие имате секој следен бул, вие имате, не знам, неколкократно добивање профити, зголемување на технологијата, зголемување на капацитетите како на Bitcoin, така на Ethereum, така на Binance, еве тие се три да не разговарам за другите. Значи гледате приказкава. И сега нормално тука The Die-Hard Crypto Utopians 2022 was not just another crypto winter, but more of an ice age. Значи нормална корекција. Ова било ice age, нормална корекција. Сега за сега не можам да знам како ќе биде понатаму, можеби нема да биде се исто, но сега за сега не само што имавме добра, туку и многу повеќе од добра, затоа што моментално биткоин не падна колку претходните бер циклуси, но тоа било ледена доба. Значи како да ја криптоанархисти, тоа сме ние моментално. Криптоанархисти, криптоутопици сме ние. Значи пак ќе кажам,
Сега, тука сега доаѓаме до втората интересна работа која што сакам да ви ја поставам, дека истите вие мајмуни, тоа го кажува и за .com bubble. Да, во ред. Секоја нова технологија има циклуси во кои што треба да се адаптира, исто како и интернетот. И сега, зошто е ова толку битно? Значи, гледайте оваа реченица која што, нели, свините од ВЕФ ја кажуваат моментално, која што е многу битна. Значи, вели вака, во 2000-та година .com bubble, нели, нормално затоа што тие компании биле недостојни, нели, со нивното изумирање и со нивниот брст, фактички, ја предале работата на интернет на повредни и подобри компании, кои Google, што ги продава нашите податоци на ЦИА. Кои се тие компании? Кај се овие демократски компании? Моментално имате конгломерати кои што го контролираат интернетот постојано. Чи Web 2 е ништо друго освен нормална контрола, затоа што вие не може и YouTube, ја немам каде да објавам се на YouTube, така. Чи Web 3 ќе дое ситуација во која што секој може да објавува каде сака без да биде цензуриран. За разлика од тоа, Web 2 моментално представува конгломерати кои што постојано го банираат тој што зборува она што не им се допаѓа. Така да, ништо повеќе од она што го очекуваат и од бизнес. Значи, гледате што вели. Perhaps 2022 marks a handover of crypto technology and blockchain infrastructure to steadier hands. Значи, гледате, они се обидуваат да го превземат крипто. Значи, можеби 2022 година ќе значи момент каде што криптото ќе биде предадено на постабилни раце. Па тоа е она што постојано ви кажам. Они не сакаат да се отарасаат од криптото, они сакаат да го поседуваат криптото, да го контролираат криптото. Не да се отарасаат, но прво мора да се демонизира, со цел да се намали неговата вредност, за да може да се купи, да може да се придобие. Значи, оваа корелација е исклучиво битна, затоа што технологијата која што има со интернетот е многу слична и поврзана, а и нормално корелирана со моменталната ситуација на технологијата со криптовалутите. Така да, на некој начин јас очекувам дека ќе имаме исто однос на негирање, па потоа на прифаќање, за нели да дое ситуација во која што ќе се обидат да го превземат, како што тоа го направија со интернетот. Така да, ист начин, иста стратегија, нема ништо да се смени. Поентата е да се стави во раце на луѓе кои што ќе може да бидат контролирани директно и да, нели, работат заедно со овие големи фраери. Значи, тоа е идејата. Тоа е нивната идеја. Сега. Овдека имам неколку вести од наводниот неуспех на интернет. Знаеме интернетот каде, знаеме каде се движи, знаеме дека е еден од најголемите бизниси во светот и знаеме дека Google заедно со Alphabet представува еден од најбогатите компании во светот. Ќе ги прочитам овие наслови, пошто ми се многу интересни. Internet may be just a passing fad as millions give up on it. Значи, интернет може да биде само некоја минлива ствар, затоа што милиони се откажуваат од него. Прво. The internet doomed to fail over unfulfilled promises. Интернетот е на некој начин проколан да пропадне поради тоа што не успеал да ги исполни неговите ветувања. Ветување дека ќе го реши проблемот со традиционалните финанси, така. Така, пошто нели не успеа, интернетот очигледно пропадна, затоа ние моментално разговараме преку врапчиња. Интернет колапс predicted. Они го предвиделе, ама уште се нема случајно. А ова се, нели, видите, значи ова се големи, во тоа време не може било кој да напише вестник, се разбира, не може било кој да го објави во. Значи, гледате, ова се некои големи брендови кои што во тоа време објавувале публикации од она што очекувале. Predicting the internet catastrophic collapse and ghost sites galore in 1996. Значи, гледате се, дури овдека оди подлабоко. But I predicted the internet, which only just recently got this section here in InfoWorld, will soon go spectacularly supernova and in 1996 catastrophically collapse. Кај ви е познато ова? Бабл тука крај нула. Иста ситуација со интернет. Иста, така. Значи интернетот исто така не успеа, дури до каде оди? Wireless computing will flop permanently. Исто така и денеска ние не користиме ништо wireless, не постои, само се, така. Значи еве исто и овдека кој да е типчео некој и во некој PhD препоставува. Си сти некој фраери што разбира. Ама интересно е тоа што секогаш на претходна генерација таа што има проблем со новата технологија. Така, може да погледнете по фацичево, така. Computer web to change billions of lives. Right. Што е циничкиот дел као да, сигурно. Значи, мрежата помеѓу компјутерите вика ќе промени билиони животи. Да, сигурно. Не. И нормално овде како имам најдобриот дел, а тоа е Bitcoin Obituary, што уствари представува сумирано, затоа што тоа време не можеле да ги соберат овие работи. Верувајте ми, има уште многу. Сигурен сум ако продолжам да барам ќе најде уште милион вакви.
Значи затоа и значи ова го покажа затоа што гледате. Ова е моментот каде што објаснува што уствари сакаат од нас, што уствари е нивната идеја. Демонизирање на крипто представува момент во кој што луѓето ќе се откажат од него, ќе отидат на онаа контролирана валута која што они може да ја контролираат директно, а во исто време истите тие мајмуни што јас ви кажувам, не гледајте што прават, не гледајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Сакам да се навратам на овој джем од 17 декември 2022 година, каде што истата оваа бис која што овдека кажува дека нели извинете овдека кажува дека ова е само коцкање. Истата таа вели, знаеш што, па тај чиме коцкање да им дозволиме на централните банки во своите резерви да поседуваат 2% криптовалути. Истата таа бис. Значи тие истите што ви кажуваат дека сето тоа е коцкање, најнаш ви кажуваат, а дај ние на нашите да им дозволиме 2% да имаат нели во ова. За секој случај може не е коцкање, така. Сега пред да продолжиме во тој дел да објасниме како е корелирањето помеѓу интернет и биткоин, што очекувам нели од самата криптосфера заедно со интернет, нели помеѓу нив. Значи би сакал само да ви покажам дека ова се резултатите на моменталните водачи на вашите финансии. На вашите финансии. Значи вака само ќе подигнам слика за да може да видите каде моментално се наоѓа. Значи гледате. Од 1950 година, че моментално доларот изгуби 90% од својата куповна моќ. Од 1950 година. Че они успеале во 70 години да изгубат 90% од куповната моќ која што луѓето собирале цел живот. 90%. Тоа се истите луѓе кои што сега бараат од вас повторно да им дадете доверба, значи овој пат уште подобро, да не принтаат пари, не, овој пат да биде дигитално, да може да изгубат веднаш, значи да не мора да потребни 70 години, да може веднаш да го направат тоа. И нели не е само доларот е само главниот. Еве и вториот, да речеме, оние кралските. Значи една фунта моментално од 1960 до 2020 година, еве колку вреди моментално. Значи имате резервната валута и имате оваа кралска, исто така многу ја обожавам, пошто многу сакам кралеви. Значи исто гледате, моментално една фунта вреди колку 0,1% од она што вредела во 1760 година. Значи еве каде одат моментално вашите фиат валути, кои што вие сега сакате да им ги дадете, да ги направат CBD. Значи таму се движат моментално и сега они моментално бараат излез затоа што гледате каде ќе оди. Значи нивната девалвација е скоро па комплетна. Каде ќе се движи ова? Каде? Значи нема каде да се движи. Едноставно они и понатаму принтаат нови пари и ова само оди надолу. Значи сега е 10%, понатаму ќе биде колку? 1. Така да имајте го тоа превид. Ова е историјата на вашите фиат валути, кеш. Овие истите што ги промовираат моментално овдека, тоа е тоа што моментално сакаат сега они да ви го направат, не се секирајте. Сега они сега веќе научиле како треба, нели сега веќе вториот пат ќе биде подобро, така. Сега, ќе напоменам уште еднаш дека овие вести кои што ги гледаме овдека за интернет не се уопште различни од она што моментално можеме да го видиме овдека. Ако погледнеме на Bitcoin Obituaries, една од моите омилени страни, значи можеме да видиме дека до сега официјално 469 пати бил прогласен за мртов биткоин. 469 пати. И овој циклус ништо ново, само што сега е малку на поголема скала затоа што моментално треба да продадат CBDC. Претходно немаа потреба од тоа и нели, како што кажавме, не заборавајте, сето ова е во крајот на 2020 или 2020 и почетокот на 2023, 2022 и 2023 се извинувам, затоа што треба да ви ги продадат, затоа што веќе е кажано дека на крајот до 2023 година треба сите да имаме CBDC. Значи ова е смешно, но нели на широките маси за жал ќе им се пласира вака, само сакам да ви информирам, а вие следете го циркузот. Сега, овдека секој од овие црвени точки представува момент каде што биткоин бил прогласен за мртов. Но да видиме кој го прогласува сега, многу интересно. Значи гледајте, овдека имате, значи само да ги најдам оние големите. Тоа е интересниот момент. Значи Cointelegraph, U-Today, добро на Twitter стандардно сите кењаат на Twitter, CNBC, че да погледнеме и ова гледате, секој пат е уствари, нели, тоа е тоа. Ако погледнеме овдека имате многу големи, значи имате Times, имате Bloomberg, имате еден куп. Значи ова се уствари еден куп од тие традиционални финансии кои што постојано повикуваат дека биткоин ќе оди нула и тоа овдека дури ви се класифицирани. Че во 2022 година 27 пати умрел, 21 47, 20 14, гледате. Во 2018 кога конечно падна после нели оној бул, после оној бабл, имаме 93 со 124. Така. Значи
Ја не знам тука ако не умре после волку вести, ја не знам што се мачат веќе, така. Но тоа е она што ви го кажувам. Значи, она што моментално го имате овдека, со оној фат кој што се шира за интернетот, затоа што треба да се купи. Треба да се купи од неколку луѓе кои што може да бидат контролирани. Истото го прават моментално како со биткоин, така и со останатите криптовалути, со цел да не заплашат. Значи, повторно ќе напоменам, секој од вас треба да одлучи за себе. Секогаш постои ризик. Никој не вели дека не постои ризик. Многу луѓето кои што инвестираа во Terra Luna верувајќи дека е добар проект, затоа што нели беше представен како таков, беше револуционерен, беше еден од првите алгоритмички коини од таа големина, во ред пропадна. Lehman Brothers, една од најголемите банки во Америка, која што беше представена како една од најдобрите, нема шанси да пропадне. Кога ќе се вадат сите банки, пропадна. Значи, она што сакам да ви кажам е дека традиционалните финансии и крипто проектите се многу слични во овој сектор, но разликата е во тоа што криптовалутите ви нудат некаков тип на вредност. Тоа е технологија. И истата почнува да се користи постепено. За разлика од тоа, тоалетната хартија со убави бои не представува ништо освен тоалетна хартија која сега ќе ве натераат да си ја внесете еден ден, значи знаете како ќе дојде тоа. Еден ден ќе има објава на вести. Ако се сеќавате оние кои што знаат кај нас како и променија парите, старите банкноти во нови, значи тоа го направија на тој начин. Ни дадоа рок во кој што ќе мораме да ја донесеме нашите пари во банка, во било која експозитура, и од тој момент тие пари вас ќе ви бидат дадени назад, значи претходно беше направено во нели дигитална, извинете, во нова верзија, така новите банкноти, а сега нема да ви бидат дадени, туку ќе бидат депонирани на вашата сметка која што ќе биде поврзана со вашата дигитална нели лична карта. Затоа што без тоа вие нема да може да го направите, така. И на тој начин вие сте комплетно врзани. Значи вашите пари се поврзани со вашата лична карта и секаде каде што одите мора да купувате со оваа лична карта. И ако утре Централната банка рече, знаеш што, не сакам овие производи да се купуваат. Не. Не дозволувајте да се купуваат овие производи, ќе мора вие да се купуваат. Значи вашата лична карта нема да работи за тие производи. Или ако рече не премногу купувате, треба да се намали с тајм лимит на сите да ја купуваат само по толку на ден. Или па протестираш против влада, имаш нешто против државата, не ти си допаја системот, дај ставимо една недела блокада, нема јадење. Така, значи ќе ве натераат да си отидете како попчиња сите, не само ја, и вие, ќе не натераат, но имајќи некоја резерва која што они не може да ја допрат, затоа што децентрализираниот систем на криптовалутите не им дозволува да може да го допрат, не им дозволува да може да влезат во него, затоа што има премногу луѓе кои што они не можат да ги најдат во исто време за да може да го колабираат овој систем. Добро е да се има некаква алтернатива. Крипто ви го нуди тоа. Ledger X, Elipal, Trezor, вие одлучите каков тип на криптовалет сакате да имате, Cold, купете си, ставете си на страна. Мој совет, останува вие да одлучите сами. Јас ви кажувам што правам за себе си, вие одлучувате самите за себе си. Така да, на крајот од денот, дали ќе го победат ова или не, останува да видиме. Како што не го победи интернетот, верувам дека нема да го победат и крипто, посебно со оглед на фактот дека ако погледнеме оваа крива овдека, многу интересно направено, значи убаво е представено ова преку време. Како се зголемува бројот на корисници на крипто, така се зголемува исто и бројот на корисници на интернет. Со тоа што гледате го ова се број на милиони корисници, така? Значи моментално се наоѓаме негде над 100, имаме околу 200 милиони корисници, значи 200 милиони корисници на криптовалути во светот, така? Затоа и реков 5%. Моментално користат 5% од целиот свет криптовалути. Според оваа крива, за само кратко време, за 5 години, ние треба да дојдеме до 1 билион, тоа е 1/7 од светот и користи криптовалути. Истата ситуација, че може да погледнете ова се годините кога истото било направено адаптација на интернет, годините каде што почнала криптоадаптацијата. Со тоа што, ќе напоменам уште еднаш, останува на вас да одлучите на која страна ќе стоите. Едната е неизбежна, значи CBDC сакале ние или не, големите веќе одлучиле, нас само ќе се обидат да ни го продаат тоа. Од нас зависи дали ќе имаме ние нешто резерва или не во нешто што они не може да го допрат. Че ако не може да се купите грудка злато, јас би ви предложил да си купите било каков тип на криптовалута, која што мислите дека е стабилна. Повторно, ова не е финансиски совет, ова е само што јас правам и ви давам да помислите и вие што ви правиле понатаму. Така да, ако ова крива има нешто да каже, а има, со оглед на фактот дека криптовалутите се неизбежни, не останува на влада. Значи владата никој не ја прашува. Во денешно време никој нема да ја праша мојата, вашата или не знам чија влада, дали вие може да поседувате криптовалути или не. Дозволено ми е, си правам акаунт на Binance, си купувам криптовалути, си ги префрлам на Ledger и тоа е тоа. Дали им се свиѓало или не, тоа е нивни проблем.
они може вакви статичиња и вакви PhD чичковци да си платят колку сакаат. На крајот од денот јас пак ќе напоменам, ризикот кој што јас го имам да ги изгубам парите во крипто е многу помал од ризикот кој што јас го имам да немам крипто кога ќе имам само CBDC дигитална валута, која што ќе ми биде забранета поради видеата кои што ги правам како ово. Така да останува на вас да размислите, нели? А верувајте ми, наскоро и тоа е еден дел од ВЕФ препораките, каде што се препорачува на сите влади да направат целосен бан на интернет за оние кои што пропагираат против ваков тип на проекти. Така да јас го правам овако порано пред да ми го банираат каналот и да се надеваме дека Web3 ќе биде побрз за да можеме да направиме некаков тип на канал, не знам што и да е, каде што ќе можеме слободно да разговараме, затоа што наскоро ВЕФ веќе препорача дека треба да се прави целосен бан на луѓето кои што разговараат спротивно на ова. Значи нема вие мислење што ние мислиме за вас, ВЕФ ќе ви каже како, вие не се секирајте, ние знаеме. Така да ВЕФ е сигурно тука за ваше најдобро. Сега, јас се најдам дека ова видео ви се допадна. Извинете на драмата, но некогаш со цел да не изговорам некои тешки зборови, се обидувам тоа малку да го маскирам со вакви мелодични изјави, но вие знаете точно што сакам да кажам. Така да, иако можеби не можеме да постигнеме многу, со оглед на фактот дека сме поединци, дека сме само 5% од населението во светот. Сме 99% сиромашни луѓе наспроти 1% овие плавокрвниве кои што се обидуваат да ни го спроведат тоа. Најмала рака што можеме да направиме е да се информираме и да знаеме што моментално прават. Оние кои што ви велат ќути, пикни се главата во песокот, македонската кубурот на појасот стои за зло време, ама нели, стои. Чи тие се оние најголем проблем кој што може да ги најдете во животот. Јас со мојата уста сум настрадал многу пати, тоа е во ред. Нели? Но на крајот од денот барем знам дека секогаш сум бил на правилната страна. Она што сум верувал, сум се борел за него. И во оваа ситуација не можам да направам многу, ама можам да го споделам моето мислење и моето истражување, за вие сами да направите заклучок дали сум јас во право или не. Сите информации кои што ги гледате на нашиот канал се јавни и може да бидат проверени во било кое време. Ова се официјални информации кои што они сами ги објавуваат на нивните страни и е жално и смешно со оглед на фактот дека во денешно време ние не сме таа генерација од 1960 година која што вие може да излажете вака. Така да, нели, ќе ве замолам бидете како да кажем, проактивни. Значи, едуцирајте се самите себе си. Нашиот канал е уствари само начин на кој што се обидуваме да го предизвикаме тоа кај вас, да работите заедно со нас, да се едуцираме и да не дозволиме вакви луѓе да го водат новиот финансиски систем кој што го засара стариот. Така да се надевам дека и понатаму ќе следите нашиот канал и многу од луѓето велат дека потребни се повеќе гледачи. Значи, ќе кажам уште еднаш, тоа останува на вас. Јас не можам повеќе да направам, освен тоа да го направам мој материјал и да го доставам до вас, а вие сами одлучите дали истиот е доволно добар да го споделите со луѓето кои што ви се битни, со луѓето кои што ги цените и како што кажав и секогаш, значи вие сте нашата најдобра реклама. Ако мислите дека ова комично видео треба да биде представено на некого, слободно направете го тоа. На крајот од булранот, ако успееме нели сето тоа да го направиме како што очекуваме, според нашите проекции, нормално, остануваме и понатаму, значи јас како што може да видите не престанав да го водам овој канал од кога го направивме дно, да се надеваме дека така ќе биде исто и кога ќе направиме врв и како малку побогати во следниот циклус да можеме повторно да разговараме за нашите слободи и права, затоа што ова не е само канал за крипто, како што може да видите многу повеќе од нашиот финансиски бенефит е во прашање кога станува збор за ваков тип на организации, така да едуцирајте се. Се надевам дека ви се допадна нашето видео, како и секогаш. Сега имаме следното и поздрав од CryptoGameBG.